Добар ви ден, почитувани слушатели, и ајде здраво. Отидов јас на одмор. Ме изнервира господин Ѓоко, зашто вели: "Чекај бе стари, се загрстав. Каков одмор бе? Ти си у пензија." Еј си велам. Па стварно овие наши бе, посебно во Британија, ептен се заодени. Од работа ништо друго не знаат. Сум бил пензионер. Па јас сум пензиониран работник кој чека да се оствори она Америка и Енглеска, биче земја пролетарска. Еве погледайте бе, молам, што се случува кај нас низ Македонијана. Третина работоспособни се наоѓаат под сенките на бирото. Третина се зезаат со плати врата примај плата, а третата третина, божем, учат нешто и сите заедно до последниот само за годишни одмори зборуваат. Па што се уморија тие? И не да речеш да планираат да одат по нашите планини, да ги посетат роднините, да се освежат со нив, да прибират мајчина душичка, слез, вртипоп, засеклива трева, шипки, боз и кантарион, градското сало трошка да го стопат, туку сите тие со дилема дали да ишле во Анталија или пак во Бодрум. Како тоа, јас да сум го зел лаптопот, Никонот, iPodот, значи една цела подвижна дигитална канцеларија, да сум ги нарамел и да сум им му праќал прилози на господин Ѓоко, затоа што не сте можеле вие, драги и почитувани, да издржите 5-6 недели без мене. Разделбата е убава работа, го разгорува копнежот. Убаво велат, големиот оган се расплантува, а не се гаси на силен ветер. Значи ќе се сакаме повеќе кога ќе се вратаме од одмор. Па си велам, може би управо, треба нешто да сторам за луѓето, да кажам hello, до гледање, јас отидов, чувајте си така натаму. Си реков, што да сторам овој пат за моите малубројни, ама пробрани и верни слушатели. Мисли и мислам, смислив нешто. Гледайте колку пати ова мислам го кажав, значи, многу мислење имало тука. Нели сме во дигиталниот свет и век? Нели толку многу млади луѓе работат по странски фирми или NGO-и, амбасади и чуда, а за нашата администрација и да не зборуваме. Така, нели имаат сите службени мобилки? Нашиот, како и западниот свет, ги ползуваат тие девајси, справички, гаджети и за приватни потреби. Фрчат пораки, како од прилика оваа: "Здраво, дарлинг, ќе дојдам порано денеска да донесам кебапчиња или ќе правиме миш-маш со таратор дома ти и јас сами." Тие исто така се јавуваат и на шефовите, а и на поситната риба или на колегите. Испраќаат демек значајни SMS пораки. Ги однесов гостите на аеродром, еве минуваат на пасошка контрола, сега е 4:15, дали мислите да се враќам во канцеларија или здраво до гледање за денеска да појдам до дома, ќе биде голем турканице опашки по патот. И замислите си, таквата вработена личност се враќа, еве со службено ауто назад, од меѓународната штала од аеродром, наречен Александар Велики Македонски, и запука на кај град, кај надвозникот му звони мобилката и што да види порака. Ај, шепот! Се загледува во тоа ситните буквичиња, сонцето од запад му блеска во очи, сака да зачита пубаво, абре, дебре, тумба во одбојниците, аутоно како маѓосано, едно траскање, колут напред, лево, десно. Нема мртви, ама штета има и тоа голема. Што правиме сега? Несреќа на работно место или не? Мора да се знае кога и до кога е работа, а кога е приватно време. Не оди, драги мои, 24 часа во денот да си му на располагање на началството, а тоа да те плаќа за 7,5 часа. На Дивиот Запад постојат закони што регулираат такви навидум споредни работи. Еве, една таква споредна работа е прековремена работа. Кога е прековремено, кога не е прековремено? Читам вчера една логика на некој си Джефри Тененбаум, американски адвокат, според кој вработувачот што му испраќа на вработениот рутинска SMS порака, додека вработениот е на годишен одмор, блатантно крши еден грст федерални закони на 50 држави и на целата Унија. Мислам на Соединетите американски држави како Унија. Ја сега, слично и со Европската Унија. 27 држави. Па што, кој таму е сето тоа регулирано? И дали може сајбијата, газдата, вработувачот, министерот, кој дае, да му праќа таму SMS-и или да го зврцка по телефон да му каже: "Аба кај остави фасциклата за предметот на Македонија за влегување во НАТО?" Ете такви работи.
Што имам јас сега да мислам, сум тај клуч на мозокот и сум си некаде на одмор. Ајде да видиме, господине Ѓокице, како ти тоа мистер продюсер сакаш Гроздан да ја носи дигиталната опрема на годишен одмор и да ти прати 1, 2, 3 подкасти во јули и во август. Не било ништо тоа за мене. Демек лесно ми оделе овие работи. Види богати, многу си знаел. Сега ќе ти кажам една приказка. Имаше еден скопски, иако тој се мислеше дека е светски, сликар по име Томо Шијак. Многу интересна фигура, шармер, женкар, разговорлив, авантурист, да не ви раскажувам. Тој од сликарството ни тогаш, а и не сега ќе живееше добро, па таквите добива по некоја синекурна позиција, работа за скоро божемски. Тома Шијак, вистинско име му беше Томаш Јаковиќ, примаше плата со се социјално, здравствено и пензиско осигурување како илустратор на Нова Македонија. Ќе одберат уредниците значајни текстови што треба да бидат илустрирани од познат уметник и ќе му ги дадат на Томо, па тој ќе ги читне овака лефтерно, диагонално, али 5-6 среда ќе прочита, ја не, ја го терам. Томо ќе да е од целиот мој текст. Поентата ми е на крајот, а он вика, ајде глупости се познава од Сабајле одма, ќе видиш 2-3 збора, 2-3 реченици и разбереш што станува збор. И кој ќе дојдеш на работа, ќе скине парче хамер или друга мазна хартија, ќе извади од джепот на плеканите панталони 2 шишенца со туж од Торница Оловака Загреб, 2 перодршки без перце, едно кутијевче за кибричиња полно со перца, ќе ги заглавеше перцати за 2 минути, чкрт мрт, истреси малку капки од тушот овде онде, замашкај со прст лево десно и вола, утредента среде мојот текст или среде репортажата на еден таков прекрасен раскажуваш како Душко Родев, пишува илустрирал Томислав Шијаковиќ. Боже, гордост! Таков сликар те илустрира. Имаше бистри новинари, еден меѓу нив Радко Божиновски, ноќен дежурен уредник, кои ги прибираа тие цртежи. Се фрла, се шутка доле по душемето. Замислите си да беше станал Шијак како Пикасо. Што пара ќе му вредеа сега? На тој Томо Шијак еден ден Страте Арсовски му приде и се изненади како црта тој на брзина, так, и божемна шега му вели на Шијак. О, господин Шијак, па за 2 минути илустрација правите. 18 илустрации во неделата, вкупно 36 минути. А после те била мала платата, а? Шијак малку подзастана, се сврти и му рече, абе Страте, друже директоре, што те боли тебе како ги правам јас илустрации, бе? Може навечер пред спиење на колена да го молам Господа да ми остави утредента 17 илустрации, па ја треба ли тебе да ти се правдам за тоа, од кај ми се и што ми се? Ај на ти, еве ти туш, еве ти передршка, еве ти хартија, ај најцртај ти. Направи пауза па додаде, нели сум бе управо Гроздан, еве кажи му и ти. Јас тогаш бев многу тазе во Нова Македонија и веќе бев успел на мнозина да им се најдам на нишан, за тоа ај кажи му очи, па му реков не многу гласно на Шијака. Ептен си управо Томо. Тоа сум го направил тогаш, па сега немало да му кажам на Ѓокица и тоа овде на Дибјав Запад. Ајде сега, кој ќе плати прековремено, кој ќе ги плати одштетите и кој ќе ги направи несреќите кои што се случуваат додека некој се брои дека е на работа, а всушност со државното ауто стајал унутра љубовница или пријател, си се возат не дека ке сакаат. И затоа, без оглед што сум пензионер, кога одам на одмор, сакам да сум на одмор. Одмор од изнесување од падоси, одмор од пазарење храна, одмор од земање внуци од градинка, одмор од празање поштенско сандаче, одмор од вакуумирање, одмор од пензионерство низ куќа. Одам накусо усвет, малку под Пиринеите. Еве и другар ми Јосиф Ќурчиев брада, со кого ќе го изведеме тој круг, нема да носи трска за риба и тој сака да се одмори од рибарење. Не ми кажува ништо за тоа дали ќе гледа по шпањолките таму, ама ќе му просто, ама џаме е детето, може и да гледа. И така, на крај, може би ќе собирам врти по пикантарион самиот, ако ми прави тоа одмор. А ако не, само фотографии ќе правам. И тоа ви го препорачувам и вам, фотографирајте и ставете го сето тоа по интернет, отворите си блог страничка и комуницирате со светот. Пријатен ви летен годишен одмор на сите. Гроздан Попов ве поздравува од Амстердам.